Благодарам, господине Панчо Минов. Јас веќе 2 години се залагам за идејата никој друг пратеник во собранието да нема право да поднесува амандмани на буџет или на ребаланс на буџет, освен господинот Реџел Исмаили. И благодарам што бројот на пратениците што се согласуваат со таа идеја. Ве молам, сега вие ветивте дека нема да се произнесуваат. Значи, другите пратеници нема потреба да поднесуваат амандмани. Едно време, кога бев почетник во ова собрание, мислев дека станува збор за некоја политика на апартхеид по национална основа и сум бил во длабока грешка. Во длабока грешка. Не станува збор за тоа. Станува збор за партократија. Едноставно СДСМ мора да прифаќа све што дуи наумила. Зошто? Например, еве ќе ви кажам пример, ќе ви споредувам со пред 2 дена. Значи, во амандманот на господинот Реџел Исмаили, кој што јас ќе го поддржам, да бидам начисто, се предлага асфалтирање на улица, кое што е потреба, но не е екзистенцијална потреба. Пред 2 дена тука со господинот Аги Муртезани дискутиравме за екзистенцијална потреба на граѓани, исто албанци, во Јаболчиште, Велешко, да се изгради канализација за да не се загадува местото кај што живеат и да не загадуваат вода за пиење за 50.000 граѓани на Велес. Затоа господинот Реџел Исмаили не даде поддршка. Гласаше против. Гласаше против за неговите сограѓани албанци во Јаболчиште. А јас сега, македонец, пратеник од Велес, ќе гласам за неговите сограѓани во Чаир. Има врска. Има врска заради тоа што тука очигледно и СДСМ и ДУИ единствен принцип по кој што работат партискиот интерес. Ништо друго. Срамота. Као граѓаниве што гласаат за господинот Реџел Исмаили повеќе да вредат од граѓаниве што гласаат за Аги Муртезани. Зошто господине Реџел Исмаили вие не гласавте за да се реши екзистенцијален проблем на наши сограѓани во Јаболчиште? А тука сега подмуслетни се смеете, ваши амандмани кои се прифаќаат, наши ниту еден не се прифаќа. Истите амандмани што јас ги поднесувам тука 2 години, ништо не се прифаќа. Ништо не се прифаќа. А и нешто да се направеше во Велес во меѓувреме. И тоа амандманите кои што јас ги поднесувам за Велес се врз база на програма која што СДСМ ја ветила на граѓаните во Велес. Значи, не измислувам нешто ново, па некој тука да има право да ми рече дека немало проекти. Не бе, господа. Не бе, господа, програма на СДСМ, како СДСМ дојде на власт. Вети за Велес. Паркинзи дека ќе прави наджелезничките пруги. Вети обиколница околу Велес. Ве молам да се задржуваме на тематиката. Ама тематиката е принципот по кој што работи оваа комисија и како заменик министерката. Да ви укажам. Само да се докажам. Господине Мина, ме прекинувате ли? Не ве прекинувам, ви укажувам. Само ако значи можете да ме прекинете па да се изјасните па да продолжам јас, за да не зборуваме Повели. Двајцата во исто време. Тоа е деловничка можност, ако ја користите, јас ќе запретам. Благодарам. Значи, да не набројувам, гледам тоа ве нервира. Не ме нервира, кога набројувам ветување на СДСМ ве нервира. Океј, не набројувам. Не набројувам. Но јас поднесувам амандмани за кои што они ветиле дека ќе има реализација. Предпоставувам дека имаат проекти. И сега ги делиме со граѓаниве врз база на тоа кој каде за кого гласа. Еве, јас уште еднаш тука ќе ја завршам дискусијата, не сакам да предизвикам нервоза дополнително. Јас ќе го поддржам амандманот на господинот Реџел Исмаили. Се прашувам зошто тој не го поддржа амандманот за Јаболчиште. Тоа ме интересира. Благодарам.